Дали по сите блокади од Грција и пасивноста на Европската Унија, Македонија треба да инсистира на членство во ЕУ? Македонија треба да ги прави сите напори, релевантни напори, за да стане членка и на НАТО и на ЕУ. Меѓутоа, паралелно мора биде свесна дека сме соочени со блокада, уцена, со ултиматум и дека моменталната ситуација не е поволна за Македонија, што значи дека треба да се работи на нови опции, да се согледаат фактите во очи и да се прави нова стратегија која ќе го оптимализира нашиот понатамошен развој. Значи, во принцип, во прашање развојот на државата. А дали ќе бидеме членка на НАТО и ЕУ е секундарно прашање, значајно за земјата, бидејќи тоа се важни институции во Европа и во светот, меѓутоа не по секоја цена. Во никој случај не сме Македонија да се откаже од своето име и од идентитетот на народот за било какво членство било каде. Која би била алтернативата на Македонија без членство во ЕУ и НАТО? Македонија може да издржи 100 години без НАТО и ЕУ. Не сум сигурен дека тие две институции ќе издржат 100 години. Македонија е важно да ги прави реформите, да продолжува со реформите, бидејќи тие не се во интерес ниту на НАТО, ниту на ЕУ, ниту на Брисел, ниту на Вашингтон, туку се интерес на овој народ. Бидејќи дека владата е одлучна да продолжи со тие реформи, а тоа е најважно за нас. Македонија има денеска, има сите потребни елементи да може сама да се развива, да се работува со сите и да настојува да биде членка на НАТО и ЕУ, меѓутоа, како што реков, не по секоја цена. Кој е виновен што во Македонија опаѓа до вербата кон Европската Унија? ЕУ, мислам, виновни се Брисел и Вашингтон, бидејќи тоа што го прават со Република Македонија е, може би малце грубо звучи, криминал. Државата беше најкооперативна после распадот на Југославија, направи се да не се прошири судирот и во јужниот дел на Балканот и во јужни делови на Палестинската република. Цело време се обидува да биде конструктивна, прифаќа да разговара со Грција со собственото име, што никој во принцип не би требало да го прифати, се со една добра волја да се најдат решенија на дипломатски начин. Меѓутоа, се има своји граници и Македонија, ако положи вака се развива, во сегашните услови, кога ги има доволно и девизни резерви, кога има соработка со целиот свет, кога економијата е помалку оштетена од сите светски кризи кои се појавуваат и во соседството и пошироко, така да Македонија има шанса и Македонија ќе успее. Има ли Македонија искрени пријатели во земјите членки на ЕУ? Знаете, пријателството е едно и Македонија има искрени пријатели, меѓутоа во светот доминираат интересите. Кога се интересите во прашање, тука веќе нема пријателство. Конкретен пример може да биде Букурештиот самит на НАТО, кога се направи целосен пресврат по политиката према Македонија, кога се постави блокадата и ултиматумот и уцената прво и потоа членство. Турција е искрен пријател на Македонија, не поддржува сериозно, меѓутоа бидејќи беше во прашање политиката на Америка, сепак Анкара не беше спремна да се соочи, да се конфронтира со Америка на Македонија. Ти ги направат све, меѓутоа не по цена сопствените интереси. Колку денеска тоа што го практикува ЕУ како политика е изворно блиску до основите на Унијата? Убаво прашање. Се негираат самите себе си, основните постулати на Унијата, на замислата, разбирате, идејата за обединување на Европа и тоа од Урал до Атлантикот не е нова, таа е стотици години стара. Она што Шуман, неговите соработници го прокламира на почетокот на 50-те години, беше сосема поинако од ова. Тоа беше солидарност, а не на членките против сите други, него солидарност севкупна, најширока. Таа не се спроведува. Напротив, денеска како свој сурогат се претвори Унијата, кога интересите на членките се нешто свето, а свет друго не е важно. И благодарејќи на таква неприфатлива политика, погрешна политика без иднина, тие доведуваат во прашање безбедноста на регионот, која е доста кревка и која се уште не е стабилизирана после се што се чуваше после распад на Југославија, војната на Косово, војната во Македонија и така натаму. Дали за вас ЕУ е елитен клуб на демократија или бирократизиран, нефункционален сојуз на држави? Многу повеќе второто, таму бирократијата доминира, ви имавте случај кога
Кресом, поранешната француска премиерка, си го донесе советник во Унијата, својот бербер, својата фризерка, разбирате? Тоа се такви работи што не згрозуваат, а ги има едно чудо и велам, самата политика која Унијата спредува по Македонија покажува дека изворните принципи, она што беше клучно, суштинско, најдлабоко, универзално во Унијата веќе не постои.